Добро вечер, Кочани, добро вечер, драги пријатели, другарки и другари, социјалдемократи, почитувани коалициони партнери. Вечерва сакамо тука од Кочани, заеднички на сите добронамерници во наводници, кои се обидуваат да не заплашат и да не раскараат, да им испратам една силна порака. СДСМ е силна партија. И во победи, и во порази. И во потешки, и во полесни времења. И во мирни услови, и во кризни ситуации. И јасно и гласно да им порачаме на нашите политички противници. Но јасно и гласно да им порачаме и на оние кои се меѓу нас, а се ујдисале со нашите политички противници. Немојте ни да помислите дека ќе се откажеме. Ги слушам и ги прифаќам критиките на граѓаните. И јас и моите најблиски соработници ја прифативме и казната на првиот круг од претседателските избори. И сосема ми е јасно дека постои незадоволство од некои наши политики, одлуки, меѓутоа постои незадоволство и од одредени поединци кои партијата ја искористија заради своја лична промоција, но очигледно и заради своја лична корист. Но треба да се учи од грешките и треба да се учи од грешките од минатото и да не се повторуваат. Знам дека таа казна на 24 април ни беше испорачена на нас, но не на идејата за Европска Македонија. Тоа што нема да прифатам се критиките од ВМРО ДПМН и од Христијан Мицковски, ученикот на Никола Груевски. Тоа што Мицковски и неговата кандидатка за председател Силјановска се обидуваат повторно да ја саботираат иднината на државата, значи дека ништо во ВМРО се нема променето во изминатиот период, ниту пак научиле од своите грешки. Тоа е она исто ВМРО што изгради Бел дворец во центарот на Скопје и од таму владеја како кралеви, без чувство за одговорност пред било кого за било што, освен пред самите себе. Тоа е истото ВМРО што владееше насилно и автократски, покраде од државата се што можеше да се искраде и сега истите тие зборуваат како пак ќе ја направеле Македонија горда. Почитувани пријатели, почитувани кочанчани, СДСМ е обединета и силна партија, која секогаш била на браникот на татковината. Партија направена од цврст материјал и подготвена да се бори за граѓаните и за иднината на државата. И ние тоа го докажавме. Оваа партија на чело со Киро Глигоров ја внесе Македонија во Обединетите нации, а СДСМ во 2005 година обезбеди кандидатски статус за Европската Унија. СДСМ заедно со граѓаните го сруши режимот на ВМРО, по 11 години ја блокираше иднината на државата. СДСМ и граѓаните се заслужни што Македонија стана рамноправна членка на НАТО, а СДСМ и коалиционите партнери се исто така единствени заслужни што Македонија пред 2 години ги започна преговорите со Европската Унија. И сите овие одлуки беа тешки, но беа правилни одлуки за Македонија. Ние не се откажавме ни тогаш, а нема да се откажеме ни сега од нашата визија за Европска Македонија, со европски животен стандард и европски вредности и правила на игра. Не се откажавме и во изминатите неколку години за време на тешка здравствена, економска и енергетска криза. Не ги оставивме граѓаните на цедило во ниту еден момент. И покрај кризите ги зголемивме платите двојно, а пензиите за 50%. Ги заштитивме работните места. Заштитивме 80.000 работни места во 20.000 компании во кои вие работите. Обезбедивме 2,6 милиарди евра антикризни мерки и ги заштитивме најранливите категории на граѓани. И не се откажавме истовремено и од тоа Македонија да стане земја членка на Европската Унија. За тоа говори и нашиот многу јасен план за Европска Македонија, кој е преточен во конкретна и остварлива програма.
Ќе работиме на зголемување на платите и пензиите, ќе работиме на создавање на поволности за нашите млади, со пакети за поддршка на учениците и нивните родители. Секој граѓанин ќе стане акционер во државните енергетски компании. Земјоделството, овој земјоделски крај, ќе добие рекордна поддршка од 1,35 милијарди евра. Единствено Македонија во оваа криза немаше протести на земјоделците. Погледнете ги Франција, Германија, Белгија, па таму ги сардиса институциите со трактори и со друга механизација затоа што земјоделците беа незадоволни. Единствено во Македонија, благодарение на Љупчо и неговиот тим, се исплаќаа максимални износи на субвенции навремено се исплаќаше зелена нафта, навремено се исплаќаа сите средства од ИПАРД програмите. И никој не бара благодарност за тоа. Тоа е наша обврска и тоа е наша работа да ја правиме за граѓаните, особено за земјоделците. Но има една работа која знаем, која знаете и вие, ја знам и јас. А тоа е дека мора да има конечна и одлучна борба против злоупотребите, неправдите и системската корупција, од која не можеме да кренеме глава веќе 30 години. И од тоа нема да отстапиме. Или ќе воведеме ред, еднаквост и правда за секој подеднакво, без разлика дали е премиер, министер, пратеник, директор или обичен граѓанин. Или тоа ќе го направиме, или ништо не бидува од таа работа. СДСМ е современа и прогресивна партија и единствена политичка сила која вистински може да донесе европски вредности во Македонија. И затоа, достоинствено и посветено, без задршки, ќе продолжиме цврсто да чекориме по вистинскиот европски пат. Пат кој е единствена опција за суштинска промена во нашата држава. Почитувани пријатели, СДСМ мора да биде силна во собранието. Мора да имаме наши пратеници кои институционално ќе ја водат битката со ВМРО ДПМН. Ги видовме ние оние лажните социјалдемократи кои направија своја партија, почнаа да ја прават во Куманово, па се проширија низ Македонија. И јас цело време зборував дека таа партија не е направена за да шири идеологија. Таа партија единствено е направена за да даде поддршка на ВМРО ДПМН да направи поголема разлика во однос на СДСМ. Ние тој филм сме го гледале и во 1998 година со Демократска алтернатива, и 2006 година со Нова социјалдемократска партија, и денес во 2024 година со партијата, односно субјектот Знам. И се потврди вчера, кога нивниот председател, а нас до вчерашен партиски член, кажа дека ќе гласал, ама немало да гласа за Стево Пендаровски и немало да го поништи ливчето. И што направи? Јај сега да ги повикам оние што на 24 април се уидисаа со него и му палеа свеќи на СДСМ. И тие ќе гласаат за ВМРО ДПМН. И тие ќе гласаат. Тоа се социјалдемократи. Тоа ли се социјалдемократи? Тоа се најобични предавници. Предавник не само што не го сакаат дома. Дома може и ќе го примат некад. Предавник не го сакаат најмногу таму кај што отишол. И затоа ви кажувам, ќе ги видите после изборите на 8 мај неколку души седнати во последната клупа во собрание со наведнати глави и не само што ние нема да им правиме муабет. Овие од ВМРО нема да им прават муабет, пошто ги знаат какви се. Тоа е моја порака до нив, па ќе видат како ќе биде во иднина. И ако десничарска партија, како ВМРО ДПМН, добие преголема моќ, тоа ќе значи и крај на нашите европски перспективи. Бидејќи ги знаеме какви се. Тие ќе одложуваат евроинтеграцијата во недоглед. ВМРО немаат ниту план, ниту издржана програма, ниту пак се доследни во остварувањето на стратешките цели на државата. Така правеше и Груевски, а тие само ќе продолжат кај што застана тој. И немајте дилема дека ништо во оваа земја нема да се помести ни милиметар напред со ВМРО. Ги знаеме дека се добри глумци. Ќе глумат дека работат, а во реалноста нема ништо да се смени.
Го гледавме тоа со Груевски 11 години и знаеме како изгледа. Последно нешто што сакаше е лоша и ефтина ребриза на неговото владење. И затоа, почитувани граѓани, од исклучителна важност е на 8 мај да имаме што поголема излезност и поддршка за СДСМ во собранието, затоа што нема друг начин да го спречиме ВМРО повторно да донесе режим кој толку долго се трудевме да го срушиме. СДСМ е единствената политичка опција која без обзир на се никогаш нема да се откаже од инклузијата, карактеристика која константно придонесува на мултиетничкиот карактер на Македонија да биде наша предност и адут, а не камен на сопнување. Но деновиве, за жал, се изнаслушавме опасни наративи кои може лесно да го разгорат огнот на меѓуетничката нетрпеливост. И лидерот на ВМРО Христијан, и лидерот на ДУИ Ахмети, но и председателскиот кандидат Давкова се однесуваат во најмала рака неодговорно и кон државата и кон граѓаните. Таа нивна неодговорност, ако не направиме нешто за да ја спречиме, еден ден сите ќе ја платиме на еден или друг начин. И користам прилика да им порачам и на Мицковски, и на Ахмети, и на Давкова. Граѓаните се свесни за вредноста на мирот и стабилноста што го гради СДСМ. Граѓаните знаат дека на сите ни треба европска иднина, а не враќање 20 години во закопаното минато. Престанете со препукувањата, престанете со скандирањата и со заканите. Тие никому не му носат добро. Имаме морална должност кон вас, кон себе си, кон нашите деца и идни генерации, да се препукуваме со идеи и проекти, а не со закани и со заплашувања стари 20 и кусур години. Нашите гласачи очекуваат издржани решенија и активности, а не скандирања, навреди и недостоинствен однос помеѓу политичарите. И ние нема да дозволиме да се играат со европската иднина на нашите деца. Граѓаните нема повеќе да ви дозволат да се коцкате со нивната иднина. Овие парламентарни избори, почитувани граѓани, добро размислете кој заслужува да ја води државата. На 8 мај гласајте за јасен план и визија за подобра европска иднина за вас, за вашите деца, за вашите внуци. И знам дека е најлесно да се гласа против, но само ако гласаме за, може да одиме напред и да изградиме подобра држава за нашите деца, држава во која тие ќе сакаат да живеат. Гласот против за некого може би значи казна, но верувајте, во исто време ги казнувате и собствените деца. Гласањето против, како еден вид краткорочна казна, со себе носи опасност да има долгорочни последици за државата. И тоа не смееме да го заборавиме. И од тука откочани им подавам рака на сите прогресивни и демократски сили, заеднички да дадеме поддршка на 8 мај, на идејата за Европска Македонија. Вечерва откочани, повторно упатувам апел до сите прогресивни граѓани, кои мислат добро на иднината на државата, масовно да излезат на изборите на 8 мај и да изберат европска иднина со СДСМ и коалицијата, да гласаат за Стево Пендаровски за председател и заедно да им кажеме одлучно не на деструктивните сили кои освен заговори за внатрешни конфликти и поделби, надворешни изолации и блокади, друго ништо и не знаат да прават. И само така, решително и силно, ќе испратиме јасна порака дека во Македонија има прогресивни и умни луѓе, луѓе кои сакаат европска иднина, а не враќање во минатото. Многу време и енергија вложивме да застигнеме до тука. Сега не смееме да се откажеме по ниједна цена. На овие избори одиме заедно со вас. Граѓаните кои веруваат дека Македонија има капацитет да изгради подобра иднина. СДСМ на овие избори оди заедно со сите оние кои веруваат во идејата за Европска Македонија и кои се подготвени да се борат за таа иднина. И на сите оние кои што сакаат да палат свечи, да им порачам дека со СДСМ, со народно-ослободителната борба, со нашите основачи, над Македонија изгреа новото сонце на слободата. И додека постои СДСМ,
а СДСМ ќе постои за век и навек. Ќе грее сонцето на слободата над Македонија, а тие со нивните свеќи ќе седат заборавени во историјата. И затоа на 8 мај гласајте и заедно да одлучиме во каква Македонија ќе живееме и каква иднина ќе изградиме за нашите деца и внуци. Нема да се откажеме од иднината и нема да се откажеме од борбата за Европска Македонија. Да сте ми живи и здрави, да живее СДСМ, да живее коалицијата за Европска иднина.